Пред 15 на години, кога електричните возила срамежливо се појавуваа на пазарот, секоја посериозна аналитичка куќа излегуваше со своји прогнози кога нивните цени ќе се изедначат со оние на возилата со класични мотори. Тогаш бевме скептични во однос на тоа, но не знаевме дека производителите, место да ги поевтинат електричните, ќе ги поскапат возилата со мотори со внатрешно согорување. И тоа многу. Британците пресметале дека во последнава деценија и пол цената на просечен автомобил кај нив пораснала за неверојатни 129%. Поточно, кај бензинците разликата на цените тогаш и сега е 93, а кај дизелите пак 149%. Експлозијата на поскапувањата се огледува и од примерот на најпродаваниот европски автомобил Volkswagen Golf, чии цени во Германија тогаш стартуваа од 16.500 и се искачуваа до 38.700 евра за најскапата верзија. Сега пак неговите цени започнуваат од 28.330 евра, а најскапиот, верувале или не, ќе стигне и преку 74.000 евра. Се работи за атрактивниот Golf R во Black Edition изданието, кој чини 59.590 евра, но ако се изберат сите можни опции, се добива наведената сума. На здравје нека е!